вечер на сите, здраво. Јас ќе почекам некој да се вклучи. Денешната тема што отправ е 3 фази на детската настинка. Посебно поради последното искуство со Марио. Здраво, добро вечер, среќен ден. Јас ќе почекам уште некој да се вклучи. Денес ќе одбрав темата 3 фази на детската настинка. Посебно после искуството со Марио последниот пат што беше настинат. И гледам дека одново ми се покажува и ми се докажува дека тие 3 фази се и сакав да ги споделам. Сакав да ги споделам со вас. Секогаш ги има тие 3 фази. Значи, првата фаза, кога започнува здраво на сите, баш ми мило што се приклучувате. Значи, првата фаза секогаш е онаа кога имаат мала кенкавост, нерасположени се гледа, значи се навестува дека тоа е настинката. И тука најчесто јас како постапам, ќе ви кажам од моје лично искуство, она што сум го гледала со моите деца. Значи, само наблюдувам, гледам кои симптоми, како ги развиваат симптомите. Доколку користите хомеопатија, топла препорака да си ги запишувате симптомите што почнуваат да ги развиваат. Затоа што кога ги запишувате симптомите, ви е многу полесно да одредите и лекче хомеопатско. Значи, тука, оно што сакам да го кажам е да не се избрзува одма и да се даде, него да се почека барем во текот на денот да видите како се развиваат симптомите. И оно што најчесто го гледам дали дали земаат голема брзина на се појавување на симптоми или онака баш полека се развиваат симптомите. И секогаш ми помага тоа, ќе си запишам некаде, отприлика гледам што симптоми има, дали, например, ќе дојде некоја честа кејавица, дали ќе се пожелат на болка. Најчесто секогаш на почетокот знаат, може да кажат и ме боли стомачето, да не ги боли стомачето, па ме боли увцето, да не ги боли увцето. Значи, кога станува збор за таква болка, обично кога боли ува, значи стварно боли, значи тогаш плачат и викаат, значи тоа е стварно каде што мора одма тука да се таде и да се смири таа болка. Меѓутоа кога доаѓа онаа баш детската класична настинка, обично е со таа кенкавост, нерасположеност и тука гледам повеќе течности да се даде, поддршка, нели, гледам колку што можам, здрава исхрана, цедени сокови, значи се што можете, витамин С, јас витамин С го сакам ацерола, формата што е за децата, обавезно тука ќе даваме витамин С и гледам како ќе се одвиваат, како ќе се развиваат сите симптоми. Обично така е првиот ден. И ако гледам дека настинката така иде полека, ќе се запишам на страна за симптомите. Гледам дека полека се развива настинката. Зашто ви го кажувам ова? Затоа што има и лекчиња кои што се баш таа слика имаат, дека кога полека се развиваат симптомите. И за следниот ден идеме вториот ден од настинката или може вечерта, секогаш тоа е некој напишано правило, преку ден може да се така да ги покаже знаците на настинка дека доаѓа и да бидат добри и текот на вечерта како доаѓа вечерта. Почнува тука температура и секогаш е тоа што е напишано правило 12 собале почнува таа температура. И почнуваат се поише да се развиваат нели симптомите. Доаѓа вториот ден. Може би она што го имам приметено е преку ден знае и температурата да биде нека блага температура, како доаѓа вечерта, текот на вечерта, тогаш да се качува температурата и втората вечер доаѓа висока температура, може да дојде и кашлица. И тука најчесто е тој страв што го имаме, дали може требаше денеска да го однесам, дали може требаше да се направи проверка, како е и нели затоа што нели текот на вечерта. И тука е само што нас треба да се смириме, таа паника што имаме. Значи, окей, почна температурата, гледаме според симптомите, јас што правам, гледам според симптомите,
веќе што се развиени, почнувам нели со хомеопатските лекчиња да ги дозирам. Меѓутоа има таа вечер, некогаш е втора вечер, некогаш е трета вечер, кога се случува кулминација. Значи тогаш е буквално се значи најлошите, значи висока температура никако не се симнува. Може да се појави некоја кашлица. И мислите дека ескалира, значи целата слика дека доаѓа полошо, многу полошо отколку нели да доаѓа подобро. Меѓутоа таа вечер секогаш ми се покажала дека таа вечер ако јас издржам и ја смирам таа паника и тој страв, и ако си продолжам со течности, значи да олеснам, например ако имаат висока температура, јас секогаш гледам например да им ставам облоги. Меѓутоа облоки не ладна вода, него водата треба да биде млака. И не се става, никогаш не се става на чело, на главата, него се ставаат под пазови. Под пазови најмногу се влече температурата. Значи гледам да им се олесне, да им спадне таа температура. И секогаш таа вечер, кога ќе помине таа вечер, секогаш се бајлето, буквално сите симптоми ги нема. Меѓутоа таа вечер што секогаш ние ќе напати на стравот и паниката и многу. И мене ми се случувало, јас не викам некоја беа децата помали дека него сватам тој концепт што се случува. Мене ми се случувало и вечерта, во текот на вечерта во 2-3 сабајле да ги носам во болница, нели на преглед, тоа е многу висока температура или нешто се случува, мене ми изгледа многу лошо. Меѓутоа, кога почнав да си го контролирам јас мојот страв, мојата паника, секогаш ми се покажувало дека таа вечер на кулминација и секогаш сабајлето се средувале сите симптоми. Сега, исто така важно ми е да нагласам тука кога и треба да се оди на лекар, затоа што секогаш нели зависи од детето, зависи од настинката, значи треба да се внимава на дишењето, значи какво е дишењето, дали има нека надразнителна сува кашлица, каде што има свирежи и така натаму. Посебно ова да внимавате кај малите деца, кои што не знаат да ви кажат, кои што не можат да ви кажат како се чувствуваат. Значи тука посебно треба да се внимава. И некако нели тие да не бидат знаците, значи не бидаме да бидеме предо толку нели тврдоглави, значи да бидеме сепак свесни. Исто така ако има голема поспаност, ако не реагираат, или е премногу висока температурата и никако не се симнува, кога што трае, секако дека нели тогаш ќе ја посетиме лекар. Меѓутоа од она што од моето искуство до сега што сум го видела е секогаш таа вечер која е кулминација, кога мислам дека е најлошото и кога не ми изгледа дека ќе подобра, секогаш кога ќе поминам таа вечер, секогаш сабајлето, сите симптоми се смирувала и телото се опоравува. Тие се трите фази на детската настинка што ги гледам и сакам да ви одговорам на прашање многу често. Знам да ме прашаат, Ивана, ако има бронхитис, дали може со хомеопатија да се реши проблемот? Да, затоа што е, например, посебно со Максим, он како заздравуваше и беше многу подобар, меѓутоа знаеше некои настинки да спушти на градите и сме користеле само хомеопатија. Меѓутоа тука исто многу ми е важно и да нагласам, значи кога им се јавува сува кашлица, и кога не сте сигурни, мене искуството ме направи за ја да знам дали имаат или немаат, например, спуштано на градите. Меѓутоа, ако не знаете, тогаш секогаш јас препорачувам значи да ги слушнат. Значи кога се јавува таа сува кашлица, без разлика на возраста, сепак моја топла препорака е да ги слушнат на градите како се. Затоа што сепак се деца и сепак таа сува кашлица, кога е продуктивна е по друго малце, меѓутоа кога е сува кашлица, тука може да биде нели ризично. Сакам да ве прашам дали имате некои прашања во врска со настинка, со хомеопатски лекови. Јас сега ќе ви кажам од моје искуство. Кога почнува настинка, например кога доаѓа, ајде да кажам, одеднаш нагло, кога што има одма, например, висока температура, баш онака бурни реакции, обично почнувам со ABC комбинацијата од
хомеопатското лекче, тоа е Аконит, беладона и камилица. Знам да го давам. Например, кога ќе почне висока температура многу, меѓутоа има сува кашлица и надразнителна кашлица, тогаш секогаш го бирам, секогаш одам со апис и брионија, од причина што аписот и брионија секогаш и одновено ми се покажале кога имаат висока температура и сува надразнителна кашлица, одлична комбинација, и тоа посебно за зимскиот период, затоа што тука најчесто и грипот е присутен и тоа лекче секогаш помага. Значи брионија ја заштитува белите дробови. Исто така аписот ми реагира може да биде и крилото ако е црвено, значи да помогне. Меѓутоа исто така и за високата температура. Брионија исто помага и кога има мускулна болка, значи буквално лежат, не се чувствуваат добро, значи малаксени се, може да се пожела дека ги болат куските и мускулите. Значи таа комбинација најчесто, меѓутоа сепак се водиме како што викаме по симптомите. Она што исто јас го правам, например, првиот ден кога може немаат многу изразени симптоми, јас обично ги давам солите за имунитет, што ги препорачувам. Меѓутоа, ако ми се пожелат на стомак, да кажат дека ги боли стомакот и гледам дека на неколку пати ми повторува, значи дека ги боли стомачето, тука сегогаш давам една доза арсеникум. Можеби нема да продолжам понатаму со арсеникум, да го дозирам во зависност од тоа како симптомите ќе се развиваат, меѓутоа ако ми се пожелат со стомакот дека ги боли, на неколку пати арсеникум една доза обавезно им давам. И секогаш им се смирува стомакот, а понатака зависно како ќе се одвива температурата или симптомите, како ќе се развиваат, или менувам, или, например, останувам со тоа лекче, или пак некогаш сами со солите поменувам, или зависи од настинката каква е. Добро, дали има нешто што ви интересира, што сакате да ви одговорам? Немате прашање, добро. Оно друго што сакам да кажам е дека хомеопатските лекчиња се за секоја возраст. Гледам дека и тоа често се буните и често ме прашувате. Значи, за секоја возраст е, значи, начинот на дозирање е исто така за сите ист. Како што дозираме за деца, така дозираме и за возрастни, така дозираме и за бебиња, така дозираме и за трудници. Значи, не само и за возраста, него и за трудници, комплетно безбедно може да се користи хомеопатија. И начинот на дозирањето и гранулките. Јас знаете, ако ме пратите долго време, знаете дека јас хомеопатија користам во гранули. И гранулите, значи зашто тие се многу мали и ситни гранулки и секогаш препорачувам да идат по 2 гранулки и за секоја возраст и исто до дозирање. Сега тие што живеете надвор од Македонија, може да ги сретнете и ги најдете хомеопатските лекови во гранулки кои што се многу така доста поголеми крупчиња, значи поголема грамажа е тоа. Сега обично кога ме прашуваат, обично на етикетата да пишува по 5 од тие топчиња да се зимаат, меѓутоа стварно нема потреба. Значи едно топче од големите, ако е од големата грамажа, значи е сосема доволно, освен ако не сакате побрзо да го завршите хомеопатскиот лек, значи побрзо да ви се потроши. Инаку едно од поголемата грамажа е сосема доволно. И она сега баш пред некој ден што се случи со една клиентка и што сакав да го напоменам е дека ми пишува дека ги се истуриле керкичката и ги нашла, затоа што имаат благ вкус и децата ги сакаат, затоа што имаат благ вкус. И ми пишува, лели Ивана, јас доека да видам, керка ми сите што ги имаше истурено, ги имаше изедано. И што да направам? Значи, мислам нормално да ве вознемири тоа, и мене на почетокот кога не знаев, и мене, ако ми се случеше секако дека ќе ме вознемириш, меѓутоа, кога ќе најда така, например, се случува, децата да мислат дека се бомбони, ги јадат сите од еднашка.
Значи тоа е исто како една доза да имаат земјано. Значи тоа не е како неколку дози, него како една доза да имаат земјано и ништо нема да се случи. И затоа јас викам дали ќе земеш 2 гранулки, една гранулка или цело шише ќе го испиеш, ќе го изедеш, значи тие гранулките, тоа ви е една доза. Така да воопшто да не се паничите и да не се грижите, доколку тоа ви се случи, значи тоа се случува со помалите дечиња. Тук имаше некој прашање, немам прашање, само можам да кажам дека само хомеопатија ми помогна да имам тоа што сакам во моето семејство Зорица. Ала Зорица, да, така е. Ама права си, истото и кај мене, истото искуство го делиме. Тоа е денеска што имав спремено, се надевам дека беше корисно. Значи, секако, јас секогаш викам да бидеме нели предпазливи и свесни, кога имаме нели децата посебно кои настинуваат, посебно со помалите, меѓутоа и да не се плашите, да го гледате дека, затоа што многу често имаме клиенти каде што децата им ја поднесуваат температурата, па дури си играат, дури се расположени и ги фаќа нели страв дали треба да одам, дали треба да ги носам и така натаму. Значи, посебно кога гледате дека функционираат нормално, тоа значи дека, или пак температура кога имаат, а они се движат и играат, тоа значи дека телото може да издржи таа температура, дека за нив не представува проблем. Тука е само најважно, ја што викам, кога имаат температура, многу е важно, само да се пијат течности. Може понекогаш стварно да биде предизвик, јас сум го имала со моите деца, да не сакаат да пијат течности, баш кога најмногу им треба. Нели, колку можеме форсираме, во такви моменти искрено понекогаш и не верам, ако сака и ако не сака да биде цеден сокот, ако сака сок од тетрапак, буквално и сок од тетрапак ќе дадам. Значи тука е многу важно, таа што го слушаме од доктори е дека многу важно да бидат хидрирани, посебно кога имаат температура. Значи што сакаат да пијат, во такви моменти тоа дајте им го да пијат, тоа е многу важно. И исто јас што правам, во шишенце со прскалка си ставам млака вода и ги прскам по телото, затоа што кожата е како сунгер, таа упива и ги прскам по телото затоа што кожата ќе се упие течноста. Например, ако гледам дека голема одбивност имат, или например, ако почнува и грлото да ги боли со температурата, и тогаш може да настане таа одбивност за уште повеќе за течности, тогаш гледам повеќе да биде и преку телото, значи гледам со тоа да ги прскам многу често. Значи само да останат хидрирани, тоа е многу важно. Меѓутоа, исто тука сакам да го спомнам едно лекче, што мислам дека ретко го спомнувано, а е едно од одличните лекчиња кога доаѓа збор за кога имаат висока температура, може да помогне, значи за да се рехидрира, да му се помогне на телото да се рехидрира. Цина се вика лекција, или пак кога имаат стомачен вирус, каде што имаат диарија и повраќање многу. Тоа е тоа лекција што, например, ако имаат 3 дена температура, ќе помине температурата, знам да им дадам една доза од цинак за да им помогне, да му помогне на телото побрзо да се рехидрира, затоа што пак се губат тие течности, не можат баш да ги надокнадат се она што го имат изгубено. И тоа многу е важно за течности. Мене тоа ми е поважно течностите отколку храната. Оброкот гледам тогаш што можеш, тогаш гледам да биде солено нешто благо, електролити. Значи тогаш на телото тоа многу му е потребно. Добро. Дали гледам дека и нови се вклучија? Дали може би вие имате некое прашање? Добро. Јас за денеска тоа ви имам спремано. Многу ви благодарам што се вклучивте, што ми слушавте. И се гледаме следен лайв со некоја нова тема. Ја ви посакувам да си имате прекрасен петок. Чао!